Дојран ќе го доживее најголемото културно обновување, но и најголемата афирмација досега. За прв пат во Дојран ќе се отвори музеј на отворено. Младите кадри од Центарот за развој на Дојран веќе го расчистуваат Дојранскиот фронт од Првата светска војна. Се чистат бункерите, се прават пристапни патеки. Туристите ќе можат одблизу да погледнат дел од околу 2000 бункери од Првата светска војна, каде се воделе едни од најкрвавите битки. Со помош на теренски джип, но и пеш, екипата на Канал 5 го искачи највисокиот врв во околината на Дојран, за да ја доловиме гледката која во живо ќе можат да ја видат сите туристи кои ќе го посетуваат музејот на отворено. Се наоѓаме на врвот Калатепе висок 610 метри. Овде се наоѓа централниот бункер на бугарската армија од Првата светска војна. Токму тука ќе биде сместен и главниот дел од музејот на отворено на градот Дојран. Во најголемата ренесанса на Дојран се вклучени и старите дојранчани. 86 годишниот Костадин Кадиев ќе помага во обновување на мандрите, традиционален начин на ловење на риби во огради од трска со помош на птици. Тој е еден од последните жители што лично правел, но и ловел во мандри. Мандра немаме ловено, а и да не се лажам, долго време. Може од кога се иде нашата генерација, мандрите пропаднаа, нема од младите кои да работа, не им се работа, оти тешка работа е. Сите овие проекти се со една цел – комплетно културно, но и туристичко заживување на Дојран со помош на европски пари. За таа цел имаат и европска помош. Словенецот Демис Пушињак е стручен соработник кој ги советува во спроведување на сите проекти. Помагаме да се некако извуче. Помагаме да се извлечат пари од европските фондови, врз основа на историјата, екологијата, туризмот, бидејќи тоа се и приоритетите на Европската заедница до 2013 година. Откриените и се уште непознатите убавини и богатства на Дојран ќе ги видат и европските граѓани. Имаме веќе договор со Словенешката национална телевизија, правиме некои документарни филмови што мислам дека и гарантирам ќе се вртат низ цела Европа. Репортажа за Дојран ќе се емитува и на националните телевизии во повеќето европски држави. На тој начин Дојран ќе добие бесплатна реклама, но и потенцијални туристи.